15! Значи, поштовани колеги, добар ден и добре дојдовте во ова наша висока образовна институција во Република Македонија. Вие сте бивши матуранти, а сега веќе идни академски граѓани на оваа прекрасна наша држава и на вас ќе се темели идината на оваа наша Република Македонија. Како што знаете, ние работиме во склад со општите напори или во согласност со добро познатата флоскула знаењето е моќ, знаењето е сила, а сила Бога не моли. Вие ќе се образувате благодарение на болонската метода која што е со болонската конвенција прифатена нели општонародно и ќе имате таа можност да работите по системот пинг-понг метода, а вие сте на некој начин изабрани, би рекол јас, нали, затоа што имате можност себе конкретно овака на ова тука маса да се образувате, гледајќи се сите лице в лице и образовниот процес реализирајќи го, гледајќи се во очи едни со други, за разлика од другите кои ја немаат таа среќа и по пинг-понг метода ќе одат да се школуваат, да речеме еден ден слушаат предавање во Свирипичино, друг ден во Радовиш, па трет ден идат во Ничпур да слушаат, па идат во Росоман, па идат по селата, па идат по градовите. Меѓутоа, и тоа си има своја, како да кажам, своја моќ, и тоа си има своја сила. Ние решивме од вас да направиме нова генерација која ќе ја води оваа, нали, наша држава. Значи, ние ќе имаме можност, нали, наредните 4 години да се упознаеме сите едни со други. Јас за почеток само ќе ви се представам, нали, јас сум професор, доктор тој и тој. А сега би ве замолил вас, еден по еден, да малку си кажеме збор два за нашите семејства, односно би ме интересирало што работат вашите родители. Еве, повелете, колега. Татко ми работи со млеко, тој произведуваше, откупваше и остваруваше, дури не го блокираја. И се надева дека пак ќе остварува. Сега ќе видиме како ќе биде. Одлично, вечер оптимиста мора да се биде. А би замолил се колешката Шаренка, па? Тато е електроинженер, програмер. Имаше фирмулче, водеше, ама му пломбираја, пропадна и ојде Австралија да учи за зобар сега. И тој да пломбират. Добро, тоа се знаете како? Никад не се знае среќата каде ќе ве носи. Можеби ќе го врати повторно вашиот родител назад и ќе го најде својот просперитет во оваа прекрасна наша држава и ќе го доживееме како еден повратник од диаспората кој сака да уложи тука во нашата Република Македонија. Повелете, вие, млад господин, во зеленото со плавото. Добро, татко ми има бутиче и парфумерија има. Прохара овие инспекцијава што и го затворија, ги блокираа сметките. Ама добро сега, се живее, чепкаме нешто натаму, добро е. Ќе се одблокира тоа. Они, обично јас колку што знам, на 30 денови се прави нели, и после, да. Млада мадама? Татко ми е инженер, имаше фирма, ама ги блокира, не работи веќе. Пропадна фирмата или таткови? Фирмата. Добро е. Чути, с краја бил, ја мислев таткови да не пропад. Вие, млад господине, во црното? Кај мене дома моите работат као стечеци и мајка ми и татко ми. Сега ќе видиме сега. Двајцата работат на исто место, браво, паметно. Знаете што, во тој далечниот комунизам се практикуваат такви работи, двајца сопружници да работат на исто место, меѓутоа тоа престана да биде така пракса, але имало и такви, браво, паметно. Добро, седнете слободно. Девојчево со наочарите на фината плава коса? Полака сега. Татко ми работи као стриптизер, работи у ноќен бар Гей, Марвин Гей, и таму на шипката се соблака пред други чичковци, и после овие го частат, он им седе у скут, и тие што имаат повеќе пари му даваат, и тој иде со нив по хотели, по мотели некој нешто, или ако веќе нема, кола идат. Добро, благодарам.
Znači, to bi bilo sve za deneska, ja se vi благодарам, вака да изцрпните одговори. Ете, видите колко едноставно. Да беше квиз, може да и добиевте по нещо, нели? Мала шала, нели? Ви благодарам, се гледаме на наредното предавање. Благодарам, пријатно. Вие ве молам, колечка, останете една минутка само, ве молам. Ве молам. Шо е лошо го кажеш бе девојче ти? Толерам од така. Не бе, професор, не е вистина. Не е точно това. Какви гей барове, какви стрипти, за какви шипки. Он е овладан. Па стран ми беше тук пред другарчината да кажем. Не за друга. K15!